Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Цигарите се силна навика, но создаваат и психолошка и физичка зависност. Цигара се пали со кафе, на пауза, после јадење, на забава, поради стрес, од досада. Одвикнувањето од пушењето може да биде макотрпен процес. Одлуката за прекин на пушењето првенствено е од здравствени мотиви, но исто така удел има и високата цена на цигарите. Што му прави никотинот на телото? И што е најважно во процесот на одвикнувањето? Разговараме со професор доктор Катарина Ставрич од Центарот за семејна медицина. Неодамна Институтот за јавно здравје отвори телефонска линија за помош при откажување од цигари. Не пуши, откажи се. Каков е одзивот, ќе го прашаме доктор Мартин Петровски. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. Како да се откажете од пушењето? Одговорот на ова прашање го има професор доктор Катарина Ставрич од Центарот за семејна медицина. Професорке, добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и благодарам на поканата. Иако сум педијатар, меѓутоа веќе 15 години сум раководител на Центарот за семејна медицина и последниве 10 години интензивно работиме со матичните лекари токму на едукација на лекарите во поглед како да им помогнат на своите пациенти во одвикнување од пушење. Зашто? Затоа што бројките за жал се катастрофални. Колкав дел од населението во Македонија се пушачи? Ајде да зборуваме најнапред со бројки за пушењето. Па последните бројки од 2023 година покажуваат дека 45,5% од населението на возраст над 16 години користат тутун и никотински производи. Тоа речиси половина од населението. Тоа е половина. И да речеме тоа се активни пушачи, а на некој начин другата половина се пасивни пушачи, затоа што се изложени на штетниот ефект на димот од цигарите и никотинот. Така да на некој начин сите сме изложени на штетните ефекти од цигарите и од никотинските производи. Но овие бројки се загрижувачки затоа што сме први во Европа по процентуална застапеност, а меѓу првите неколку земји на светско ниво. Така да на вистина имаме поле на кое што треба интензивно да работиме. А на која возраст обично се пали првата цигара? Има ли некои такви податоци? На која возраст обично населението во Македонија почува да користи тутун? Институтот за јавно здравје спроведува редовно истражувања за офатот на користење на тутун и никотински производи кај школската возраст на децата. За жал и овдека имаме еден растечки тренд. Истражувањата покажуваат дека во последните 10 години од 2014 до 2023 година, значи 14% од момчињата се активни корисници на тутун и никотински производи и 12% од девојчињата. Скоро 70% од популацијата почнува да користи тутун и тутунски производи на возраст под 18 години. Така да тоа е навистина загрижувачки и навистина ако сакаме да инвестираме во здравјето на младите и на идните генерации, мораме да работиме на одвикнување од пушењето. Во продолжение на емисијата ќе погледнеме една анкета. Го поставивме прашањето дали сте пушач, зошто користите тутун и планирате ли да се откажете од цигарите? Да ги погледнеме одговорите. Се сеќаваш ли кога ја запали првата цигара и како стана пушач? Да, беше 2020 година, прва година од факултет. Работев со колега на проект одреден. Беше доста стресно. Он ми понуди цигара и така и да. Во 8 оделение, мислам. Значи тоа има 30 години. Бев во основно оделение, требаше да завршувам 9-то и како од шала сплет на околности со другари бев понуден. Наивноста ме натера да пробам и од тогаш пушам. Имав 26 години, значи релативно доцна почнав да пушам, а поводот беше тоа што мојата мајка падна тешко болна. 7 оделение. И ја памтам ни последната цигара што сум ја запалила.
Тоа е пред 15 години. Не се сеќавам точно кога беше, ама кога завршив основна школа, мислам дека беше на распустот. Не се сеќавам точно зошто запалив цигара. Јас бев пушач од 86-та, 8 оделение до 2006-та, полни 40 години. И колку цигари на ден пушиш? Минимум 2 кутии, а понекогаш и 3. Пушев различни количини во различни временски периоди. Можем да кажем дека во првите 5-6 години можеби пушев многу интензивно. И во тој период сакав и да се откажам, на 2 пати правев обиди од по 6 месеци, ама домашните ми рекоа многу си нервозен, врати се на цигарите и им се вратив на цигарите најнеславно. Денес пушам по 3-4 цигари на работа, носам цела кутија, но се враќам со 15 цигари, така што не сметам дека пушам многу. Не сум пушач, да, сум пробала во оние тинеџерски години, но не сум мислела дека треба да продолжам со пушење. Па не пушам цигари, виткам тутун и од прилика 20-тина виткани цигари. Зошто виткаш тутун? Зошто се одлучи? Па мислам дека е по-здраво, мислам секако не е здраво, ама поубав е вкусот и самото виткање интересно. Виткам тутун. И мислам дека тоа ми се одрази многу позитивно на домашниот буџет, а тоа почна 2020 година, кога имавме и мали плати, кога имаше застој во работата, поради тоа што се случи короната, и тој период сватив дека ако можам на некој начин да си помогнам, тоа е со тоа што ќе виткам тутун, а нема да купувам цигари, и така правам до ден денес. Не сум купил ни една кутија цигари од 2020 наваму. Па по една кутија на ден обично, некогаш по 2, зависи од работа, други работи. Како се чувствувам, така натаму. Многу зависи од самиот муд, самото вакво, како е денот, да се рече. Па, да речеме една кутија на ден, некогаш една кутија 2 дена, зависи од моментот. Беше нова година кога донесоа законот, бевме некој дочек вечерта, се препушивме. Со бајлето реков, чека некоја пауза ќе направам. Кога следно пробавме, ни рекоа дека више не смее да се пуши у кафани, не смее да се пуши нигде, и викам, окей, супер ми легна ова. И од тогаш више не пушам. Активен пушач 30 години, а од утре не пушам веќе. Од утре? Од утре, баш од утре. Така се зацрта 15 јануари, доста. Знаеш како вика некоја сијалица у глава, кога се откачи у еден ден, готово, крај. И од тогаш? Од тогаш ни цигара, ништо, едно. Не паѓаш во искушение? Не, првите денови, да речеме, првата недела беше тешко, потоа е све у главата. Дефинитивно е све у главата. Дали тоа што и сите пушат одоколу може би те поттикнува да палиш цигара? Не, никогаш не ми влијала околината, секогаш било на моја иницијатива, меѓутоа треба да се прекине со тоа. Ми пречи, не можам да... И не сакам да бидам во простории кај што се пуши. Значи кога е на отворено и немам проблем со пушачите, меѓутоа кога се работи за затворена просторија, да. Немам таков проблем, да. Цигарите се сладки, ама штетни. Така би кажал на кратко. Ајде, кога се работи за кафуле или за дискотека и до некаде можам да разберам, но во просториите каде што се јаде, мислам дека треба да се врати повторно тој закон. Мислам дека и пушачите ќе се сложат со тоа дека не е пријатно да јадеме и да го вдишуваме тој дим. Апсолутно, да. Јас и сега сум поклоник на тоа дека не треба да се пуши во затворен простор, и покрај тоа што јас сум пушач. Многу е поздраво, почисто и поубаво се чувствуваме кога излегуваме од просторија во која има чист воздух, отколку каде што е задимено многу од цигари. А зошто одлучи дека ќе ги оставиш цигари? Па, прво се прескапи моментално и штетни, нормално. Да, сум размислувал, е штетно, да, ама секако и воздухот е загаден, што е уште поштетно од цигарите на некој начин. Така да, мислам дека не менува многу. Не, морам да те разочарам, не. Убаво ми е. Имаше проблеми со здравјето? Не спектакуларни. Кашлав како и сите пушачи. За сега не. Неам кашлици и такви ствари, до сега не сум почувствувал. Сега не сум многу долго време пушач, може би ме следат, ама не сум. Дека има гаранција дека може да ти се случи нешто
заради тоа што пушиш или заради тоа што не пушиш, нема, затоа што во медицината мојата покојна мајка беше медицинска сестра и велеше 2 и 2 не се 4, може се да биде. Јас и спортувам континуирано едно 4-5 години, така што мислам дека компензирам. И пушам цигари, ама и спортувам. Си размислувал некогаш да се откажеш? Добро прашање. Да, сум размислувал, ама никогаш не сум посегнал кон откажување од цигарите. Со подигање на цените, се помалку пушачи, бидејќи сега се скоро 3 евра цигарите, така да немаме ние стандард за да си дозволиме по 1-2, а некогаш и 3 кутии дневно. Веќе 2 пати ги имам оставено, планирам да има трет пат, ама да биде по-организирано третиот пат. Значи 2 пати ги оставаш и потоа повторно палиш цигара. Што те натерало да се вратиш повторно на цигарите? Па мислам дека само досада било, ништо повеќе. Немало некоја конкретна причина или нешто да ме натера, значи од чиста досада. И од чиста досада планирам да ги откажам. Година и пол не пушев и немав никаков проблем. Со тоа што приватни причини запалив една и тоа тргна така и повторно пушам 6 месеци. Не сум се обидел никогаш да ги оставам. Сега размислувам чисто финансиски, ама настрана од тоа немам размислувам да ги оставам. Еве, доколку би се одлучил на таков чекор, дали сметаш дека тоа е нешто сложено, комплексно? Па не, мислам дека е едноставно, све до главата. До психата. Мислам дека секој може да се откаже ако сака. Само не размислувам на цигарите. Си наоѓам некои други занимации и мислите ми идат на тие занимации. Не ги размислувам цигарите и тоа е тоа, ништо посебно. Па, како јас што знам, никотинот се ствара природно у телото и ти треба барем одреден период процесот од застанување кога почнуваш да пушиш, прекинува телото да ти произведува никотин и за тој процес да се рестартира ти треба одредено време у телото, така да претпоставам ќе има некој таков момент, ама ќе се пројде и ќе се прекина. Треба престанат да пушат луѓето. Треба да се Треба да се поскапат драматично цигарите. Пушачите ќе му обеснат за ваквиот муабет, да се направат контроли да нема по пазарите тутун да се продава и тоа е тоа. Ако во Австралија кошта $15 една пакла цигари, не знам зашо кај нас би било 2. Да се реши проблемот, не можеме да го решиме затоа што не можеме па сега да им влегуваме во приватност на пушачите си, они се уживатели на сето тоа, меѓутоа мислам дека треба да има дистанцираност на луѓе што не се пушачи, да има простор за себе. Мислам дека тоа е врзано со стресот, со стилот на живење, со стандардот. На луѓето им треба нешто да се опуштат и веројатно заради тоа посегнуваат по цигари. Барем тоа е мојот личен случај. Кога би имало помалку стресови, мислам дека би имало и помалку пушење цигари. Па и е проблем, да. Си го ништуваме здравието и си ги фрламе парите. Инаку завис нема никаква, само во главата да си зацртаме дека ќе ги оставиме, никаков проблем нема понатака. Значи денеска палиш последната цигара? Па последната кутија. До вечер. Од утре не пушиме. Ќе те следиме? Да, обавесно. Така, ова беа одговорите на дел од колегите, на моите колеги во оваа телевизиска куќа. Професор Кејве, можевме да слушнеме причини зошто кои што довеле до палење на првата цигара, но и решение на проблемот. Можевме да слушнеме дека цигарите се сладки, ама штетни. Па штетен е димот од цигарите, вела дека е атак врз целото тело. За кои болести ги зголемува ризиците? Кога збориме за штетните ефекти на никотинот, во основа нема орган кој што не е засегнат од штетниот ефект на никотинот. Меѓутоа не е само никотинот. Никотинот е тој што прави зависност. И психичка и физичка зависност. Меѓутоа, другите состојки во цигарите се тие кои што имаат штетен ефект на организмот. Околу 7000 штетни состојки има во цигарите.
За 70 од нив се знае дека се поврзуваат со карциномите. Не е само карциномот на белите дробови, сите карциноми. И карциномот на дојка, и карциномот на грлото на матката, значи и карциномот на другите органи се поврзуваат со пушењето. Значи пушењето е ризик фактор за карциномите. Меѓутоа не е само карциномот, тука се и другите хронични заболувања кај пациентите, затоа што знаеме дека јаглерод моноксид кој што го има во цигарите всушност врши ги стегнува крвните садови во организмот и тоа делува како на срцето, така и на мозокот. И за 30% се зголемени ризиците од кардиоваскуларни заболувања, од мозочни несакани настани кај пациентите. Добро рекоа младите, да речем, корисници на тутун, дека они се сега здрави и не го осеќаат штетниот ефект. Меѓутоа, штетниот ефект ќе се појави покасно. Студии покажуваат дека, да, еден од соговорниците рече, демек 2 и 2 не е во медицината, 2 и 2 4. Меѓутоа, студиите покажале дека 50% од корисниците на тутун ќе им се скратува животниот век за 10 години. Не знаеме кој е тој од тие двајца кој ќе биде, кој го има овој ризик. Некој, да, има, ќе речат, мојот дедо пушеше 90 години и не беше болен. Меѓутоа, добар дел од корисниците на пушење, 50%, значи секој втор, ќе му се скрати животниот век за 10 години. Некои размислуваат и дека е бесцелно да се откажат од цигарите кога живеат во најзагадениот град во светот. Треба да ја смениме културата на сваќање за пушењето. За жал, во нашата средина користењето на тутун и никотински производи е општо прифатливо. Е социолошки прифатлив модел на живење. Нормално е кога ќе се видите со пријателите, со кафе, да запалите цигара. Имаше тука кој што кажа дека они не сметаат дека не се корисници на тутун затоа што пушат по неколку цигари на ден, во главном уз друштво и с кафе. И една цигара веќе создава никотинска зависност. Така да и треба да делуваме на свесноста на граѓаните дека треба сите заедно да прифатиме, да ја смениме, да ги смениме сваќањата дека треба да имаме зони без пушење. Ресторани, кафани, работни организации, не само внатре во работната организација, него и околу школите. Многу земји веќе кампусите, универзитетски, се зони без пушење. Не се само школите, него и дворовите и околу училиштата се зони без пушење. Слушнавме од анкетата дека у суштина сите во главном почнале на школска возраст. Тоа е нормално. Тоа е период кога младите експериментираат, кога имаат притисок од врсниците, еден користи тутун, па ајде и јас да запалам, да бидам кул, да бидам важен, да бидам дел од. Често пати имаат потреба да имаат припадност на некое друштво, вака веќе со самото тоа што користат цигари, они стануваат дел од тоа друштво кој што користат никотин. И тоа е нормално. Меѓутоа, кога збориме за адолесцентите, мора да кажеме дека многу полесно создаваат адолесцентите никотинска зависност во однос на возрастните. И мозокот кај децата и кај младите и кај адолесцентите расте до 25 години. Значи, што порано се почнува со користење на тутун, никотинот делува негативно на развојот на мозокот. Делува врснивното однесување, врснивните постигнувања во поглед на учење, во поглед на комуникација, значи има несакани ефекти врз токму тие несакани ефекти во развојот на мозокот се одразуваат преку овие пореметувања во однесувањето. Професорке, точно е дека во мозокот постојат рецептори за кои што се врзува никотинот? Да, она што еден од соговорниците кажа, се чувствувам среќен. Уствари тоа е оној круг кога ќе се запали цигарата, никотинот се врзува за ацетилхолинирски рецептори во мозокот
кои што предизвикуваат лачење на допамин. И тоа е оној хормон кој што не прави, нели, расположени, среќни. Меѓутоа, многу набрзо после тоа допаминот се губи и организмот едноставно има потреба на нова цигара да запали. Како стануваат она што викаме физичка зависност? Со палењето на се почесто и повеќе цигари се зголемуваат бројот на рецептори. Многу побрзо еден корисник на тутун станува нервозен и има потреба од да запали нова цигара. Така да може он ќе почне со 4-5 цигари на ден, меѓутоа постепено таа психичка зависност, физичка зависност го прави да он го зголемува бројот на цигари. И за жал тоа е тој механизам на штетното дејство и на зголемувањето на бројот на цигарите и на некој начин со тек на време на вистина корисниците на тутун стануваат тешки зависници така, според од никотин. меѓународната класификација на болести, пушењето спаѓа во болести на зависности, дури има своја шифра, ако не се лажам, тоа е F17. Да. Значи создава класична физичка и психичка зависност. Да. Значи физичката зависност е докажана и ово е тој Има ли механизам критериуми на кога еден физичка? пушач ќе биде сметан за зависник од Нема. цигари? И со една цигара запалена може да се градуира зависноста, дали е лесна, средна или тешка, во зависност од бројот на цигарите, во зависност од што викаме колку брзо после станување има потреба да запали цигара, меѓутоа и со една цигара на ден веќе зборуваме за зависност. И затоа е важно и во процесот на одвикнување е важен оној концепт ние што викаме ниту еден дим, ниту една цигара. Значи нема откажување од тутун, а сега ќе пушам една, 2 цигари, 3 цигари. Повторно ќе дојде овој круг на зависност, создавање на зависност. А дали е sejedno ако се пушат обични цигари во кутија што ги купуваме, или пак се користи тутун, се виткаат цигари од тутун? Дали штетноста е иста или различна? Штетноста е иста. Значи, она што рековме и производите, цигарите и тутунот содржат никотин. Никотинот е тој што прави зависност, меѓутоа содржат и други состојки, значи и витканиот тутун и витканите цигари исто создаваат штетни состојки, ослободуваат и се вдишуваат, кои што штетно делуваат на организмот. Така да тоа е нема побезбедна варијанта. Нема безбедна варијанта. Тоа е мит дека бидејќи велат не ги вдишуваат. Пурите велат дека не ги вдишуваат, меѓутоа пак некоја количина се вдишува од тој дим. Димот е тој што делува, да речеме, и во устната празнина, не се вдишува, меѓутоа во горните делови на респираторниот тракт делува и тој се ресорбира преку слузниците и повторно ги пројавува своите штетни ефекти. А електронските цигари? Како замена? Бидејќи можеме да забележиме наплив на корисници на За жал, законски се уште не се регулирани електронските цигари и она што го гледаме да и во рестораните каде што не е дозволено да се пуши цигари, е дозволено да се користат електронски цигари. Тие имаат никотин. Значи, во димот, во аеросолите што се ослободуваат во околината, меѓутоа и лицето ги вдишува тие аеросоли, содржи никотин, меѓутоа содржи и други состојки, се спомнуваат и тешки метали, олово, никел, се спомнуваат и некои органски соединенија, кои што доколку се ресорбираат во организмот, а се ресорбираат, се вдишуваат, меѓутоа може и преку кожата тие да се абсорбираат, делуваат штетно на организмот. За жал, веќе се знаат, да речем, краткорочните штетни ефекти од електронските цигари. Меѓутоа, за долгорочните ефекти по здравјето, се уште потребни се научни докази, студии, кои што ќе дадат цврсти докази за долгорочните. Има студии кои што веќе потврдуваат дека
тие ситни партикули кои што се ресорбираат во белите дробови, се ситни честички кои што во најоддалечените дишни патишта во алвеолите се таложат и дури се дефинира како посебна болест респираторна кај овие корисници на електронски цигари. Има студии кои што покажуваат дека веќе имаат штетно дејство врз кардиоваскуларниот систем во ослабување на срцевата функција, така да мислам дека треба можеби веќе оваа година, следната година ќе имаме квалитетни студии и силни докази за штетните ефекти на електронските цигари. Значи нема безбедна алтернатива, да заклучиме. Нема безбедна алтернатива. Една британска студија покажува дека секоја цигара го скратува животниот век за 20 минути. Вие на почетокот на емисијата појаснивте дека всушност цигарите драматично влијаат врз очекуваниот животен век. Сега доколку се прекине со пушењето, дали животниот век ќе се нормализира, односно дали ќе се продолжи? Штетните ефекти на никотинот и на цигарите всушност она што рековме, нема орган кој што не е засегнат. Некои штетни ефекти набрзо по прекинување на користење на тутун ќе се нормализираат. Збориме за пулсот, збориме за крвниот притисок кај пациентите, зборуваме за кашлицата за неколку месеци, полека ќе исчезне. Меѓутоа, овие ефекти врз, да речеме, врз кардиоваскуларниот систем, за карциномите, за мозочниот систем, треба да поминат години и години. Студиите покажале дека, да речеме, за кардиоваскуларни инфаркт, срцев или за срцеви заболувања, за 5 години за 50% се намалува ризикот, меѓутоа треба 15 години за да се изедначи ризикот со тие кои што не користеле тутун. Значи децени се за карциномите, ризикот за карциномот рековме дека се зголемува многу драстично повеќе, меѓутоа треба негде 10 години за да се изедначи ризикот за карциноми помеѓу пушачи и непушачи. За мозочниот инсулт барем 5 години треба да помине од престанокот на користење на тутун, за да се изгуби тој зголемен ризик. Така да, меѓутоа пак ќе речам, никогаш не е касно да се откажеме од користење на тутун и 3-4 години плюс што би се доделе, да речеме еден 6 годишно лице доколку реши да се откаже, пак ќе добие, да речеме, некои 3 до 4 години плюс во однос на тие што би продолжиле да пушат. Кога некој лице ќе се откаже од пушење, дали то најчесто го прави од медицински причини или поради цената на цигарите? Што говори искуството? Се правени ли се некои такви анализи? По поглед на цената на цигарите, бидејќи тоа е стратегија во цел свет да се покачува цената на цигарите. Морам да кажам дека цената на цигарите во Македонија е најниска во однос на околните земји. Значи, ние имаме уште простор драстично, еден од соговорниците рече драстично да се зголеми цената и сигурно дека тоа ќе влијае врз одвикнување од пушење. При секој поскапување има цел наплив на изјави дека ќе се откажат. Ќе се најде некоја друга, ќе се виткаат цигари. Меѓутоа, да, тоа може и добар дел од земјите кои што постигнале да го намалат процентот на користење на цигари, фактички било и драстично зголемување на цената. Легислативата, значи драстично да се регулира да ова што викаме зони без дим да се создаваат и третата работа, за жал кај нас мислам дека доминира здравствениот фактор. Обично кога ќе дојдат во возраст, кога нешто ќе осетат некој здравствен проблем, па тогаш ќе решат да се откажуваат. Треба да се разговара со граѓаните. Но не е лесно, професорки, откажувањето. Има Марк Твен една интересна изјава за цигарите, вели да се престане со пушењето е лесно, тоа сум го направил 100 пати. Еве можевме да слушнеме и во анкетата ќе се откажам од утре. Но ретко кога тоа успева, бидејќи се работи за зависност.
Што може да се направи за да се успее во таа намера? Студиите покажуваат дека еден корисник на тутун во просек 8 пати се откажува додека целосно не се откаже. За да еден корисник на тутун стварно речеме дека е непушач, треба минимум 6 месеци да помине без користење на тутун. Тогаш ќе речеме да, ова е еден поранешен корисник на тутун. Тежок е процесот. И што е поголема зависноста, потешко иде тој процес на одвикнување. И тука е потребна поддршката од здравствените професионалци во поглед на разговор. Прво, пред се мотивацијата. Значи, треба некако да преку разговор корисникот на тутун најде мотив. Зашто он би се откажал од пушење? Па и да е млад, и да нема здравствени проблеми. Сигурно има мотив да се откаже. Да се мотивира, да реши да се откаже, а после тоа во процесот на откажување, кога ќе прекине со пушењето, она што викаме ниту еден дим, му треба поддршка. Збореа за симптомите на абстиненција, на зависноста, тоа е нормално, се појавуваат тие симптоми, најчесто помеѓу втората и четвртата недела, после тоа исчезнуваат, меѓутоа и тука има можност за да им се помогне, доколку се силно изразени, не мора да значи дека секој ќе ги јави симптомите, меѓутоа има начин како да му се помогне. Потребна му е поддршка од здравствениот работник. Разговор, бодрење, излегуваат разни предизвици во текот на процесот на одвикнување, како да ги надмине тие. Сите го рекоа стресот. Демек, ради стрес пушат и демек стресот е тој што на некој начин ги измотивирал да почнат да користат тутун. Има други начини за справување со стрес. Ајде да зборуваме физичка активност, планинарење, спортување, јога, вежбање, промена на начинот на живење, она што викаме здрави навики на живење, спиење, сонот. Може би, значи, пак ќе речам, секој треба да си го најде својот мотив. Награда, еве сум се одвикнал, може ќе се частам, ќе одам во театар, ќе одам во... Меѓутоа е многу важна поддршката во тој период. Поддршка од пријатели, поддршка од семејството, да едноставно, ако он и понатаму продолжи со пријателите кои што користат тутун, многу тешко ќе му биде и он повторно ќе се врати на старата навика. Да, околината може да поттикне повторно да се вратиме на она што сме го правеле некогаш. А што е со медикаментите? Има, не знам сега дали се тоа лекови или едноставно се помошни средства за одвикнување од пушењето. Има никотински гуми за џвакање, никотински лепенки, спреј за нос, спреј за уста и слично. Кога збориме за фармакотерапија, имат ли некаков ефект? Кога збориме за фармакотерапијата, има две групи на лекови. Тоа се едната е никотин заместителната терапија. Тоа е никотин во мали дози, кој што во основа му помага, можеби во овој период на првиот месец, два, додека ги има тие симптоми на откажување, да ги надмине тие симптоми. Значи, тоа е заместително, било да е тоа и тие може да бидат со брзо делување, може да бидат со долго делување, се безбедни за пациентите и може да им помогнат во полесно совладување на симптомите, во намалување на потребата да запалат цигара и на некој начин повторно оние што викаме рецептори на некој начин и сепак ќе го релаксираат дека нешто прави и дека се откажа. Значи може да му помогнат во тој период. Меѓутоа тоа е индивидуално. А оние лекови што спаѓаат во групата на антидепресиви? Втората група се лекови, значи тоа не ова збориме за никотин, никотинска заместителна терапија. А втората група се лекови кои што помагаат и токму на овој начин едните делуваат преку рецепторите, ги блокираат рецепторите и фактички на некој начин лажно му создаваат навика дека еве се ослободува допамин, нема потреба да запали цигара, ја намалуваат потребата за желбата за да запали цигара и на тој начин му помагаат. Меѓутоа исто така помагаат и во повторно ќе речам и оваа терапија може да помогне во подобри резултати во откажувањето. Но најдобро е да се практикува откажување без помошни средства. Не. Не? Не.
Значи, студиите покажуваат дека само со советувањето има ефект, поддршката, давањето, било да се тоа индивидуални советувања или групни советувања, дека помагаат во одвикнувањето од користење на тутун. Комбинацијата со никотин заместителна терапија исто така може би двојно ги зголемува успесите во резултатите во одвикнувањето. Комбинацијата на фармакотерапијата и никотин заместителната терапија исто така дава уште поголеми резултати во процесот на одвикнување. Така да, меѓутоа, пак е тоа она што викаме, секој еден корисник на тутун која ќе реши, прво треба да реши, да биде мотивиран да се откаже. Второ, треба, викаме, индивидуален план на одвикнување. Најдобро е веднаш или постепено? Не, да се остави? веднаш. Значи, треба да реши, едниот рече, ја од 15 си дал, си зацртал 15 јануари дека ќе прекина. Треба да даде датум. Од 15 јануари, од понеделник, од среда, од ова, значи да го дефинира датумот. И тука во тој период му треба ова што рековме, поддршката, да го обавести семејството, пријателите, да даде до знаење, да не се крие, да и они му помогнат во процесот на одвикнување, да ги детектира кои се тие тригер фактори кои што може да го испровоцираат да почне да пуши. И пак ќе речам, со здравствениот работник треба да се договори дали му треба никотин заместителна терапија, дали сака, дали треба, значи докторот ќе му ги објасни сите предности и ризици од терапијата, заеднички треба да решат која терапија и што ќе се препише. Професор Ставрич, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам. Во продолжение на емисијата ќе проговориме за телефонските линии кои што се поддршка во процесот на откажувањето од цигарите. Останете на Телма. Институтот за јавно здравје неодамно отвори телефонска линија за помош при откажувањето од пушењето. Не пуши, откажи се. Гостин во студиото ни е доктор Мартин Петровски, кој што ќе ни ги појасни сите аспекти поврзани со оваа форма на помош. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и ви благодарам за учеството на емисијата. Убава можност за да испромовираме активноста на оваа линија. Телефонскиот број е 078 285 873. Кои денови од неделата е достапна? Значи, моментално функционира линијата во понеделник и во среда, во периодот од 11 до 13 часа. Бидејќи веќе имаме зголемен обем на повеќе зголемен обем на работа, планираме да прошириме активности во други денови во повеќе термини, а и веќе размислуваме на некои си нови методи како да нудиме директно помош на граѓаните. Колкав е одзивот? Па јас да ви кажам искрено, јас конкретно почесто сум во понеделник активен на линијата, целото време исполнето, константно имаме повици во текот на тие 2 часа. Кој одговара на тие повици? Значи стручни лица, вие сте? Да, јас сум едниот и уште една колешка што е доктор на науки по јавно здравје, исто така работи со лицата што се откажуваат, сака да се откажат. Кој се јавува најчесто? Па најчесто во повозрастни луѓе над 50, од 50 до 70 години. Слаб е одзив кај младата популација, само неколку јавувачи, искрено тоа мора да кажам дека сме имале. И тие што се откажа исто беа во таа над 50 години возраст. Значи, таа возрастна група е најзаинтересирана да се откаже од цигарите, а што велат, зошто се решиле на таков чекор? Поголемиот дел од нив се долгогодишни пушачи, веќе се големиот дел со нив за жал со хронични болести, го осеќаат директно тоа влијанието како има нарушен квалитетот на животот и најверојатно ради тоа саката и сите се жалат за од финансискиот аспект дека се многу скапи цигарети, иако ние ги имаме најефтините цигари во регионот. Најчесто тие мотивации. Најчесто има тоа главната мотивација да се откажат. Здравствени проблеми што ги развиле. Како резултат на здравствените проблеми треба да направат очигледно одредени промени во животниот стил, меѓу другото се и цигарите, нели, нивната елиминација. Сега кога ќе се јават на телефон, значи тие го кажуваат својот проблем. И потоа што следува? Со едно телефонско јавување можете да направите некаков план за откажување, да го решите нивниот проблем? Вака ние сме како водеж во процесот на откажување. Така? Првиот повик секако иницииран од нивна страна и во тој повик, на првиот повик се запознаваме со проблематиката, значи колку долго години пуши,
лицето колку цигари пуши на ден, дали има некои си проблеми. Најбитно од се проценуваме неговата волја за откажување од пушење. Врз основа на тоа, понатаму ќе го планираме како ќе се одвива процесот на откажување, доколку лицето е волно за откажување, уште веднаш ги преземаме првите чекори да се договориме за датум за откажување од пушење. Добре, значи најнапред се поставува датумот. Да. Доколку тие што не се сигурни дека сакаат да откажат се уште, ги насочуваме во поглед на самоевалуација, поддршка од околината, доколку не им се јасни некои си работи поврзани околу здравствените аспекти, влијанието врз здравјето на самите цигари, ги запознаваме со тие работи, ги насочуваме да го пренасочат своето размислување кон дефинитивно целосно да сакаат да се откажат. Тие што сигурно сакаат да се откажат, се договараме за датум за откажување. Значи, јас искрено не препорачувам да е тоа повеќе од 2 недели од иницијалниот повик. Во текот на тие 2 недели им даваме совети како да се подготват. Не мора да значи дека во тие 2 недели треба да намалат постепено, но и тоа го препорачуваме за да видат како ќе се чувствуваат, бидејќи нели тие симптоми од отсуство на никотин во организмот ќе бидат сигурно видливи. И некои си активности како ги насочувам индивидуално. Некои луѓе сакаат да прават одредени работи, некои не сакаат да ги прават одредени работи, некои имаат можност повеќе слободно време за повеќе физички активности, некои немаат и индивидуално го прилагодуваме пристапот. Што препорачувате во оние моменти кога ќе паднат во криза да запалат цигара? Значи, Вела дека таа криза некаде прочитав не трае повеќе од 3 минути, што ме изненади. Да. Обично краткотрајни и најчесто во првите 2 до 3 недели. Еве јас како поранешен пушач, првите 2-3 недели ми беа најтешки за откажување, после тоа и на моите лица што се јавуваат пациенти, не знам како да ги наречам, истото им го кажувам. Го споделувате сопственото искуство. Да, го споделувам сопственото искуство. Издржете и тие до сега што се откажаа, тие што успеа да не запалат во првите 2 недели после откажување, се уште се слушам и не пушат луѓето, веќе има некои си по 3 месеци, по 2 месеци што не пушат. Што луѓе што се јавуваат самото отварање на линијата. Цигарата понекогаш за дел од луѓето е и форма на ритуал, велат не оди кафе без цигара. Што советувате како да се промени тој модел на однесување? Тоа е доста тешко. Значи, еден од методите со кои се работи со луѓето што сакаат да се откажат од пушење е делото да се идентификуваат кои активности ги им предизвикуваат желба за пушење, како што кажавте, кафето со цигара, со алкохол, со тие такви социјални активности. Видете, ние ги насочуваме првично да гледат ако имаат можност да ги избегнат првично, зашто да не ги стимулираат повеќе, ако понатаму полека да се впуштаат повторно во тие активности. Значи, не треба ни целосно да ги избегнуваат тие активности. Едноставно да пробаат да си го насочат размислувањето на нешто друго. Да не бидат роб на таа цигара, дека мора да испушат цигара со кафето. Не може ние лично ништо да им направиме, се зависи од нив, нивната волја, нивната одлучност, бидејќи ние само сме тука да ги насочиме, да им пружиме поддршка. Другото зависи од нив. Значи има строго утврдени протоколи по кои што се движите за секој пушач што ќе ви се јави телефонски. Да, предвидено се повеќе повици. Првиот повик, како што кажав, го инициираат тие. Вториот повик ние го инициираме. Ако се договориме за датум за откажувањето, нечесто 5 дена пред датумот за откажување, на денот кога ќе се откажат, и понатаму се слушаме неделно, некои се слушаме и 2 пати неделно ако има потреба. Го следиме процесот, го следиме текот на настаните како се одвиваат при нивното откажување. Некои луѓе сакаат почесто да се слушаат, некои не сакаат да се слушаат почесто. И тие што повторно ќе пропушат, повторно и со нив се слушаме. Ние не сме тука да ги осудуваме, тука да ги охрабриме повторно да пробаат. Значи 10 обиди неуспешни, ако 11 е успешен за целосно откажување, ние пак тоа го сметаме за голем успех. Имате успешни приказни? Да. Колку? Па не знам, околу 10 мислам дека се. Што искрено е многу за краток временски период, за краток временски период, да и само околу 2 часа функционираме. Да, средина на октомври, така мислам. И само 2 часа во Да, моментално туку бидејќи ние работиме во институтот, имаме и други обврски директно со работата со институтот и толкавани се можностите сега, но еве размислуваме за во тој правец на проширување на капацитет за работа. Значи сите оние кои што чувствуваат потреба да се откажат од пушењето, може тоа да го направат и на ваков начин, да се јават на телефонската линија
не пуши, откажи се на Институтот за јавно здравје и да побараат помош. Уште еднаш да повториме, кои денови сте само? Значи моментално сме понеделник и среда од 11 до 13 часа. До 13 да, часа. Да, бидејќи доста од луѓето што се јавуваат бараат и можност за во живо, значи групи за советување за откажување, институтот планира да работи на тоа во иднина. Односно планираме да овозможиме и директно лице во лице пристап на луѓето што сакаат да се откажат во просториите на институтот. Тоа би било сигурно од голема помош, групните сеанси и разговорот, а секако и некои промени во законите би биле бенефитни, бидејќи денеска секаде се пуши, а тоа е секако проблем. Значи многу е полесно да се работи на превенција отколку на откажување. Порано да имаме подобра здравствена легислатива која ќе ги штити непушачите и нема да ги инцентивизира луѓето да продолжат да пушат или да станат пушачи. Тоа е многу подобро за иднината, за идните генерации, бидејќи многу е тешко да се откаже човек што веќе е активен пушач, особено долги години. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Тилма амбуланта. Благодарам и на вас и уште еднаш приликата да искористам да ги поканам луѓето што се двоумат, што се мислат, што сакаат да откажат, јавете се на телефонскиот број во понеделник или во среда, да се слушнеме, можеби ќе ви помогнем. Ја ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а ќе им се заблагодарам и на гледачите што не следа и денеска со внимание и да потсетиме, никогаш не е доцна да се откажете од пушењето. Имајте пријатен ден.